Честитки и благодарам, почитувани граѓани. Имаме успешни и демократски избори. Добивме председател на државата. Почитувани, ве замолувам да го иследиме пресот до крај, да слушне цела Македонија. Одек на мнозинската граѓанска определба, на чисти, фер и демократски избори. Продолжуваме заедно и одговорно напред. Патот, почитувани граѓани, патот е потврден и поплочен со успех. Република Северна Македонија со сигурност продолжува напред. Граѓаните остануваат заедно во остварување на стратешките цели. Ова е, почитувани граѓани, наша заедничка зрелост на дело. Ова е победа на концептот заедно напред, но пред и над се ова е победа на граѓаните и на Републиката. Денес сите можеме да славиме. Заедно покажавме дека имаме земја која е европска и имаме горд и одговорен народ со јасни европски и демократски определби. Водевме достоинствена и современа кампања. Имаме безпрекорно чисти избори во двата изборни круга. Северна Македонија покажа врвни демократски капацитети. Покажавме уште еднаш дека сме подготвени за Европа. Од денеска ништо повеќе не е исто. Никој повеќе не може да застане на патот на прогресот и перспективите. Граѓаните го кажаа своето. Еве го резултатот. Од преброени околу 96,5% од гласовите, Стево Пендаровски има освоено над 423.000 гласови, а Силјановска нешто над 368.000 гласови, што е разлика за повеќе од 55.000 гласови. Вечерва имаме и победа во Охрид. Новиот градоначалник е Константин Георгиевски, кој победи со повеќе од 3.800 гласови. Имаме и градоначалник на Новосело, нашиот пријател Никола Андонов. Браво, граѓани! Од различни етнички заедници, од различни политички определби, определени и неопределени. Браво на сите! Исходот од денешните избори е потврда дека растеме уште повеќе, дека донесовме одговорна одлука и дека заслужуваме да одиме напред. Нашето место е во НАТО, нашето место е во Европската Унија. Точка. Крај за режимот и мрачното минато. Нема веќе режим. Никогаш. Мицковски е поразен. Поразени се деструктивните политики на раководството на ВМРО ДПМН. Поразени се политиките на поделби, на немање став, на конфликт, неизвестност и сеење стравови. Како власт, централна и локална, во соработка со новиот председател, остануваме посветени на нашите приоритети. Прво, нашата земја станува полноправна членка на НАТО и наскоро почнуваме преговори со Европската Унија. Второ, продолжуваме да ги насочуваме парите кај граѓаните по сите основи. Трето,
ги отстрануваме слабостите во владењето кои што предизвикаа реакција кај јавност. Сите функционери мора да му служат на народот, од прв до последен. Четврто, ставаме конечен крај на поделбите. Заедно градиме обединување внатре и сојужништво надвор. Република Северна Македонија покажа како се надминуваат политичките бариери. Ке покажеме и како се достигнуваат економските рекорди за доброто на секој човек во оваа земја. Напредокот на Северна Македонија ќе биде мотор и за напредок и на регионот и на Европа. Ке се учи за оваа успешна политичка пракса и за оваа граѓанска зрелост. На Европа и даваме уште една европска вредност. Еве го резултатот на обединувањето и на заедништвото. Избравме на фер и демократски избори, во европски дух, во заедништво, европски председател на државата. Стево Пендаровски, достоинствен представник на граѓаните македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци и другите, ни се придружуваат на патот на прогресот, просперитетот и перспективите. Заедно одиме напред со Стево Пендаровски. Честитам председателе на Република Северна Македонија Стево Пендаровски. Да ми ги чуваш и да не ги штитиш граѓаните. Биди посветен на она што го најдовме во тебе како вредност. Биди секогаш праведен и правичен, секогаш објективен, секогаш критичен, со слух за потребите и интересите на граѓаните. Еве ги резултатите кога се слуша граѓанскиот глас. Ти си тој резултат. Оваа генерација политичари, оваа генерација граѓани на денешнината одговорија на аманетот на предците и на должноста на своето време. Со пенкало и глас за доброто на сите донесовме исправна одлука и продолжуваме. Заедно напред! Почтувани граѓани, Пендаровски е наш, ваш, мој, твој председател на сите нас. Има зацртан пат пред себе. Тоа е нашиот заеднички пат на заедништво, на соработка и солидарност, пат за подобар живот на секој наш граѓанин во ова наше едно заедничко општество. Изразувам благодарност и честитки до сите институции за професионалноста и одговорноста. Благодарам до сите граѓани најмногу. Благодарам и до сите Благодарам, почитувани граѓани од сите етнички заедници. Јас лично, а верувам и сите ние, сме горди на нашиот народ. Сакам да се заблагодарам и до сите политички партии и сите политички субјекти кои учествуваа на овие избори. Благодарам до 31-та политичка партија кои што застанаа од коалицијата позади Стево Пендаровски. Има доблес, има големина, покажаа зрелост. Државата и народот ни е пред се. Сакам да се заблагодарам и до поголемиот дел од гласачите кои што гласаа за господинот Блери Мрек и партиите Алијанса на албанците и Беса, кои ги оставија слободно своите поддржувачи да излезат и гласат. И гласаа за НАТО и ЕУ. Гласаа за Пендаровски. Тоа е демократска зрелост, но и одговорност кон државата.
И сакам на крајот да кажам уште нешто од овие избори. Од овие избори сите, ама буквално сите, треба да извлечат поуки. Нашата поука е приземјување на одредени поединци и максимално фронтално ангажирање на сите полиња од нашето општествено живење. Поуката за нашиот опонент ВМРО ДПМН. Крајно време е конечно да се модернизира и реформира, да ги напушти застарените методи на делување и да свати дека Северна Македонија ја сочинуваат сите нејзини граѓани. Па сепак, она што треба да остане е нашата подадена рака, раката на помирување. Без тоа проблеми ќе има. А зошто ни се проблеми? Ајде сите да одиме заедно напред. И конечно, честитки и благодарност до небо за сите граѓани на нашата земја. Добивме председател, имаме чист пат да продолжиме напред со Стево Пендаровски. Нека ни е честито и со среќа.